Поракат дека луѓето со МС не се сами. Особено често е што денеска на оваа сцена со нас се клучните луѓе кои директно влијаат врз квалитетот на нашето лекување. Директорот на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија, асистент доктор Јован Божиновски, директор отвориме стручната дискусија, би сакал најпрво да му дадам збор на директорот на клиниката за неврологија, асистент доктор Јован Божиновски, поведете дирекција. Некаде 20 до 40 годишна возраст, а тоа е и работоспособното население. Ние кај нас, според нашите податоци, имаме околу 2300 пациенти кои што боледуваат од оваа болест, а околу 1000 се третираат веќе на нашата клиника. Во минатата година и оваа година, благодарение на зголемувањето на буџетот, на условниот буџетот на клиниката, бројот на пациенти кои што се ставени на високоефективна терапија драстично е зголемен. Решение да се обезбеди еден таков апарат, што би се олеснило и самиот пат на сите на пациентите, но исто така добивањето на самиот резултат ќе биде многу побрзо и поедноставно, самото тоа и самата диагностика. Има огромна разлика, бидејќи сега има надеж лицата со мултипла склероза да живеат еден релативно продуктивен живот, доколку рано се диагностицират и бидат соодветно третирани со соодветни терапии. Можам да кажам дека пристапот до третман е повеќекратно подобрен. Значи 22 изнесо 145 милиони дена и оваа година изнесо 451 милион дена во други болници. Секако со основа на бројот на пациенти, концентрација на пациенти, интерпероните ќе бидат во оние болници достапни каде што има поголема концентрација на пациенти. Благодарам за зголемениот буџет, каде што може да бидат обезбедени сите пациенти со терапија. Овој дел вие го кажавте. Може би јас сакам да се пофалам дека еве сега ќе имаме децентрализирање на терапиите, ќе се почне од вако 8 септември клиничката болница во Штир и во Свети Еразмо Охрид. Да изборевме многуто за минатата година токму за овие работи.